Добро вечер, Централни вести, ова се настаните на денот. Скопска апелација пресече. Со гаранција од 2 милиони евра, Асмир Јаховски сепак излегува од притвор. Обвинение за десетмина за злоупотреба на тендер во РЕК Битола. Го оштетиле буџетот за 3 милиони евра. Еден месец за Таравари да избере на кое столче ќе седне. Одвреди со порака. Нека го прекине флиртот со Ахмети, ако сака да остане во владата. Нашиот став е јасен. Не може да биде дел од оваа влада и во исто време да соработува со ДУИ. Делови од Скопје како џунгла. Надлежните уверуваат, со ограничени ресурси тешко се постигнува. Се потешко и потешко можеме да најдеме работници кои што се нафаќаат да работат ова работа. Со гаранција од 2 милиони евра, собственикот на Путско Петрол Асмир Јаховски сепак излегува од притвор. Апелацискиот суд ја прифатил неговата жалба и мерката ефективен притвор му ја замени со мерки на предпазливост. Пред 2 недели кривичниот суд го одби како неоснован предлогот на Јаховски, кој е осомничен во истрагата за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Михајло Видимлиски. Со 2 милиони евра гаранција, Асмир Јаховски сепак излегува од притвор. Скопскиот апелационен суд му ја прифати жалбата на собственикот на Путско Петрол и синапратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, осомничен за перење пари во случајот за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Апелација ја прифатила гаранцијата која се состои од 2 дела, околу 1 милион евра со оставање хипотека на недвижен имот и 72 милиони денари или над 1 милион евра готови пари. При одлучувањето, судот го имаше предвид предходно прибавениот позитивен предлог на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и мислењето на Вишото јавно обвинителство Скопје да се уважи жалбата на осомничениот со прифаќање на понудената гаранција. Делот од гаранцијата, понуден и прифатен во готови пари од 72 милиони денари, представува паричен износ еднаков на предпоставената штета, за која осомничениот се сомничи дека ја сторил во конкретниот кривично правен настан. Велат од Апелациониот суд Скопје. Понудената гаранција пред 2 недели кривичен суд ја одби покрај позитивното мислење на обвинителството. Понискиот суд тогаш сметаше дека Јаховски може да ја попречи истрагата со влијание врз сведоци и дека може да ги сокрие трагите од кривичното дело. Иако според законските одредби, мерката притвор можеше да му се изрече само уште еднаш. Јаховски беше меѓу 11-мината приведени од вкупно 13 осомничени за набавка на мазут со сомнителен квалитет и за перење пари, меѓу кои собствениците на компанијата РКМ Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, за кои веќе беше одредена мерка притвор. Според обвинителството, во период од 2021 до 2023 година, го оштетиле државниот буџет за над 167 милиони евра. Осомничен во случајот е и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, кој е недостапен за органите на прогон. Со укинување на притворот на Јаховски, апелација му определи мерки на предпазливост, привремено јавување во судот и одземање на пасошот. Јавното обвинителство отвори уште еден случај за криминал во РЕК Битола. Станува збор за тендер за ископ на јаловина од 2022 година, кој бил преплатен за речиси 3 милиони евра, соопштија од обвинителството. За случајот осомничени се вкупно 10мина. Тогашниот директор на РЕК Битола, 6мина задолжени за тендерската постапка, како и тројца вработени од Бирото за јавни набавки кои биле задолжени за управната контрола на тендерот. Според обвинителството, тие донале одлука со која незаконски ја елиминирале понудата на еден економски оператор од понатамошна евалуација, иако фирмата доставила доказ дека ги исполнува условите за техничка и професионална способност од тендерската документација. Постапката ја продолжиле 2 други компании, а тендерот за ископ на инвестициска откривка во рудникот Брод Гнеотино вреден 11 милиони евра на 3.10.2022 година го добил Рудкоп од Битола. Потоа, во септември 2023 година, директорот склучил и анекс кон договорот со кој вредноста на јавната набавка ја зголемил за дополнителни 20%, односно за 2 милиони евра, исто така спротивно на законот. Надлежниот обвинител до судот во Битола доставил предлог за одземање на противправно прибавената имотна корист од речиси 3 милиони евра, а до донесување на пресудата средствата се замрзнати на сметка.
Арбен Таравари да одлучи на кое столче ќе седне. Порачувањето од Вреди ден по средбата меѓу премиерот Мицкоски и Таравари, која заврши без конкретен епилог. Вице-премиерот Меджити за Канал 5 вели дека тоа што на вчерашната средба не е донесена финална одлука е знак дека Таравари се уште не расчистил со Дуи. Ивана Стојановска има повеќе. Таравари да прекине било каква соработка со интегративците и да престане да флертува со Дуи, ако сака да остане во владата. Ова во изјава за Канал 5 му го порачува вице-премиерот Изет Меджити на неговиот доскорашен коалициски партнер Арбен Таравари. Според него тоа што вчерашната средба меѓу Таравари и Мицкоски заврши без конкретен епилог е знак дека Таравари се уште не расчистил со Дуи. Леговме под капата на влем, значи пред на прошлите парламентарни избори, за да донесеме плурализам, да донесеме промена и во албанскиот кампус. Така да губи смислата сегашна соработка со Демократската унија за интеграција од страна на Таравари и нашиот став е јасен. Не може да биде дел од оваа влада и во исто време да соработува со Дуи. Меджити смета дека партијата на Таравари нема капацитет за самостоен настап на локалните избори и е уверен дека тој тајно ќе соработува со Дуи, дури и ако остане дел од владеачката коалиција. Тој е дел од Алијанса и нема капацитет за самостоен настап на изборите. Значи и да настапи сам, тоа ќе биде соработка со Дуи. Значи прво треба да расчисти дали продолжува да контактира, да преговара и да соработува со Дуи. Треба со тоа да расчистиме, па после да се вратиме на маса. Секаква соработка, јавна, скришна, нема да дозволиме такво нешто. За дел од политичките аналитичари, поголема е веројатноста дека конечната одлука ќе биде излегување на Таравари од владата. Според Благојче Атанасовски, тоа нема да влијае врз стабилноста на владината коалиција и на парламентарното мнозинство, но ќе се одрази на резултатите од локалните избори. Љулзин Фаризи пак е на став дека Таравари има само две опции, власт или опозиција, и дека не може да продолжи да седи на две столчиња. Алијанса за албанците е независна политичка партија која може и сама да конкурира во следните локални избори со своите листи за советници и за градоначалничките позиции, но сепак тој треба да им даде гаранција на владата, односно на премиерот Кристијан Мицкоски, дека во ниту еден случај нема да соработува со Дуи. Може премиер да оди со сам, со поддршка на Дуи, да ги освои неколку општини и пак да се врати од влада. На стабилноста на парламентарното мнозинство воопшто нема да влие, бидејќи ќе биде стабилно и без тие 5 пратеници од Алијанса за албанците. Ќе видиме дали сите 5 ќе отидат заедно со Таравари во опозиција, но ќе влие на изборниот резултат на локалните избори во етничко-албанските средини, бидејќи Таравари ќе настапува сам, согласно сите анкети и политичките анализи во јавноста. Арбен Таравари има најголем удел во коалицијата влено, но има најголемо гласачко тело. Разговорите околу останувањето на Алијанса на Таравари во владеачката коалиција продолжуваат, откако вчерашната средба меѓу Мицкоски и Таравари заврши без конкретен епилог, а која и двете страни ја оценија како конструктивна. Конечната одлука треба да биде донесена до крајот на мај. Од Дуи остро реагираат на изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, која рече дека се додека владата има 61 пратеник, нема потреба од предвремени избори и дека не е важно колку пратеници албанци ќе го напуштат парламентарното мнозинство. Со незината изјава дека не е важно колку пратеници албанци ќе го напуштат парламентарното мнозинство, се додека владата има 61 пратеник, нема потреба од предвремени избори, председателката испраќа јасна порака дека етничкиот баланс и чувствителноста на коалициските партнерства не се дел од незиниот политички приоритет. Наместо да биде глас на уставната обврска за градење соживот и консензус, председателката избра да стане гласноговорничка на едноетничката доминација. Овој пристап потсетува на темните времења кога мајоризацијата, прикриена зад мерит системи и почитување на закони, беше средство за системско потиснување на албанците, велат од партијата. Пратеникот Сали Мурати, кој е дел од Европскиот фронт, денеска оцени дека со случувањата во коалицијата Вреди се докажало дека тие немаат легитимитет и повтори дека бараат предвремени парламентарни избори со цел Македонија да не влезе во подлабока политичка криза. Имаат
скоро 80 пратеници, но не, значи тие воспоставиле коалиција помеѓу мајсторот и чиракот. Така се чини зашто тие знаат дека самиот Арбен Таравари признат дека 70% гласачите немаат доверба во нив, дека не се ценети во нивните коалициони редови и Македонија по мене, например, со ова ќе оди по повеќе политичка криза ќе влезе и ние повикуваме, еве, доколку се вака, на предвремени избори. Европа и Берлин можат да здивнат. По студениот туш утринава, лидерот на германските демохристијани Фридрих Мерц попладнево е избран за нов канцелар на Германија. Тој беше избран во вториот обид, откако претходно, првпат во историјата, еден кандидат за премиер не успеа да добие мнозинство во Бундестагот. Јован Ѓорговски. Од втор обид и со 325 гласа за, Фридрих Мерц попладнево и официјално беше избран за нов германски канцелар. Гласањето дојде по историскиот дебакал на Мерц утринава, кога стана првиот кандидат за канцелар, кој не успел мандатот да го осигура уште при првото гласање. Првично му недостигаа 6 гласа за да биде избран на функцијата, бидејќи гласањето е тајно. За сега не е јасно кој од неговата коалиција со социјалдемократите не му дал поддршка. Сепак неколку часа подоцна 69 годишниот лидер на конзервативците ги обезбеди потребните гласови. Прв му честиташе до вчерашниот канцелар Олаф Шолц. 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 289 und Enthaltung eine. Gewählte Kanzler die Wahl noch annehmen muss. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. Сепак дел од аналитичарите оценуваат дека денешното гласање може да врли сенка на мандатот на Мерц и е индикатор дека има несогласувања во коалицијата. I think this is a real blow to his entire pitch as Germany's next leader. That, Olaf Scholz managed to get elected as Chancellor. His coalition then dissolved into infighting later. But if Friedrich Merz can't even get that on the first run, it's a huge blow to his reputation. Мерц кој на изборите во февруари извојува убедлива победа за конзервативците пред крајнодесничарската АФД, стана кандидат за канцелар по коалицијскиот договор со социјалдемократите на доскорешниот канцелар Олаф Шолц, кој пак доживеа дебакал на изборите. Токму Шолц вчера на традиционален начин беше испратен од функцијата со хор на германската армија и песна по негов избор. Српскиот вице-премиер и министар за внатрешни работи Ивица Дачик изјави дека нема причина за вонредни парламентарни избори во Србија, откако студентите кои се во блокада синоќа првпат побараа распишување предвремени избори. Неколку опозицијски партии, како што пренесе РТС, соопштиле дека се согласуваат со студентите. Србија е потребна политичка стабилност. Србија е потребен наставак економскog развоја и у сваком случају по мојом мишљењу нема разлога за било какви ванредни парламентарни избори. Влада има стабилну парламентарну веćину. Ја нисам ни присталица bilo kakvih vanrednih događanja, ja jesam pristalica redovnih izbora. Делови од Скопје како џунгла. Да се коси што почесто. Сегне, значи пола Скопје. Надлежните уверуваат, со ограничени ресурси тешко се постигнува. Се потешко и потешко можеме да најдеме работници кои што се нафаќаат да работат ова работа. Оризопроизводителите од околината на Чешиново Блешево го губат трпението. Излегоа на протести со земјоделска механизација ја блокираа едната коловозна лента од магистралниот пат Кучани-Штип, незадоволни од состојбата пред почетокот на сејдбата. Испорачаа 3 барања, а го повикаа на средба и премиерот Мицкоски. Министерот за земјоделство Трипуновски уверува дека водата до оризовите полиња ќе биде пуштена денеска. Дејан Трајковски со деталите.
Оризо производителите од Чешиново Облешево ги извадија тракторите на улица. Во знак на предупредувачки протест денеска блокира еден правец од патот помеѓу Кочани и Штип. Револтирани се што доцни се идбате и нема вода по нивите, за разлика од минатите години кога до 1 мај веќе се било засеано. Побараа рестрикциите на вода соодветно и рамномерно да се распределат по региони за да не останат многу производители без производство, а дополнително тие бараат и мерката за субвенција од 6 денари да не биде ограничена само на 800 килограми од декар. Министерот што побрзо да си даде оставка? Да го нема, да го нема. Од тие најголем лажак до сега таков министер не сме имали. А прием тражиме кај премиеру. Земјоделците од село Облишо и од општина Стари Чешиново Облишо тражат прием кај премиеру. Премиеру да ги разбере и наши работи. Министерот и сите тие одговорни структури се служат со манипулации. Точно како што кажа претходниот соговорник, се што се кажа се излажа. Со 6 динара субвенции по килограм предадено арпа. Како се променија тие правила, како се променија тие субвенции, не знаеме, меѓутоа тоа не е испочитувано, одлуката на владата не е испочитувано. Министерот за земјоделство Цветан Трифуновски утринава пристигна во Чешиново Облешево за да разговара со оризо производителите и кажа дека се прават максимални напори за исполнување на планот за наводнување, при што ќе се води контрола за распределбата и рационалното користење на водата. Водата уште денеска ќе биде пуштена за да може да се запазат оние оптимални рокови. Согласно науката вела дека до 15 мај треба да се заврши сеидбата. Така да во делот на она што значи поплавување на површините со вода, очекувам дека нема да има проблем, земјоделците треба да бидат спокојни. Во врска со исплатата на дополнителната субвенција за предадени количини оризова арпа, Трипуновски нагласи дека финансиската поддршка се реализира според планот и земјоделците ќе ги имаат парите на своите сметки, токму кога најмногу им се потребни. Премиерот Мицкоски пак вчера посочи дека веќе била исплатена интервентната исплата на оризо производителите од околу 50 милиони денари. Истовремено кажа дека се обезбедени околу 135 милиони денари за обнова на системите на наводнување во овој регион, при што посочи дека оризот е стратешка култура и ќе биде дел од стоковите резерви. Скопје е обраснато во бујна вегетација. Граѓаните реагираат на неажурноста на надлежните. Од паркови зеленило се правдаат дека едноставно не можат да постигнат, а причините ги лоцираат и во дождливото време. Дел од општините велат дека се соочуваат со недостиг на работници. Јорданчо Цветановски. Некаде искосени, некаде обраснати. Дел од парковите и тревните површини во Скопје деновиве дури и непристапни за граѓаните. Неискосената трева низ Скопје представува сериозен проблем. Таа во близина на Ману достигнува и до висина од речиси 1 метар. Дополнително проблем може да предизвикаат и дождовите кои се најавуваат за наредните денови. Освен образнатото зеленило околу Мано и судовите, што го става во опасност движењето на граѓаните поради појава на змии, дополнителен ризик е отворената шахта која се наоѓа веднаш покрај велосипедска патека. Ситуацијата со бујната трева не е подобра ниту околу универзитетската библиотека. Таму пак дел од тревникот е искосен, а дел обраснат од трева. Граѓаните апелираат надлежните да ги засукаат ракавите и почесто да ги косат зелените површини. Стварно заостанато многу за косењето, за ѓубрето порано. Поарно се одржаваше, поарно се чистеше. Да се коси што почесто? Значи треба да се коси. Тука е прилично висока. Да, не е само тука, сегде, значи пола Скопје, ајде да кажам по процент 60-70% во Скопје не е. Значи не само тоа, ѓубре многу. Од општина Центар тврдат дека зеленилото во нивната општина е уредно искосено. Додека пак надлежноста за просторот околу Мано и универзитетската библиотека велат дека јавното претпријатие паркови и зеленило. Оттаму пак подолго време се правдаат дека косењето доцнело поради лошите временски услови во изминатите денови. И додека се движите кон општина Аеродром ќе наидете на слична слика. И таму само дел од просторот е искосен. Веде градоначалникот Дејан Митевски вели дека овој проблем во најбрзо време ќе биде надминат. Дел од парцелите се на самите згради и заложени за одржување се самите станари, а дел се во надлежност на општина Аеродром. Ке повторам, релативно жива материја, еднаш веќе е поминат цел Аеродром, се коси по втор пат, односно во одредени делови по трет пат од страна на нашите служби, меѓутоа за една недела од едно до друго косење тревата сепак расте голем. Се потешко и потешко можеме да најдеме работници кои што се нафаќаат да ја работат оваа работа.
Иако испративме прашање до град Скопје за тоа дали чувствуваат некаква одговорност за состојбата со неискосената трева во главниот град, до ова информативно издание не добивме одговор. Аптеките и малите трговци имаат рок до крајот на месецов да ги објават онлайн ценовниците на веб страниците. Од пазарниот инспекторат предупредуваат дека не може да има отстапки и дека новото законско решение мора да се почитува. Дел од фармацевтите велат дека треба да бидат изземени, зашто не биле трговци, туку здравствени установи. Сандра Спасовска. И по 2 недели од стапувањето на сила на новото законско решение за објавување на онлайн ценовници, дел од аптеките и одредени помали трговци се уште ги немаат објавено на своите веб страни. Од пазарниот инспекторат за Канал 5 велат, инспекторите вршат мониторинг на оние трговци кај кои се утврдени неправилности или непочитување на законското решение, веќе им биле издадени опомени и се очекува до крајот на месецов истите да бидат исправени. Имаме издадено опомени на неколку аптеки и мали трговци. Имаат рок од 30 дена да го решат проблемот. Велат од Пазарен и додаваат дека за непочитување на законот казните се движат од 500 до 10.000 евра. Дел од фармацевтите со кои поразговаравме велат некои од нив се уште немаат ниту веб страни, ниту ценовници, бидејќи и натаму остануваат на ставот дека тие не се трговци, туку здравствени установи и треба да бидат изземени од правилникот. Минатата недела на таа тема состанок со министерот за економија Бесар Дурмиши имаше издруженијето на приватни аптеки, но и Стопанската комора на трговци на големо и мало, кои пак бараат пролонгирање на рокот. По средбата Дурмиши посочи дека ги слушнале нивните ставови и сугестии и истите ќе бидат континуирано разгледувани, но во рамки на процесот на имплементација и следење на регулативата. Дека аптеката е вид на здравствена установа, здруженијето добило поддршка и од Агенцијата за лекови и медицински средства, а пред неколку дена кризниот штаб на фармацевти допис испратил и до Министерството за здравство, во кој бараат поддршка на доставениот приговор до Министерството за економија. Наспроти помалите трговци, големите ланци на маркети може да се забележи дека ги почитуваат законските обврски и на дневна основа ги ажурираат цените. По реакциите во јавноста дека онлайн ценовниците се сложени и непрегледни, дел од трговците имаат воведено и алатки за пребарување, со што се очекува да се поедностави начинот на преглед на цените и граѓаните да може редовно да ги проверуваат ценовниците. Очекувањата на надлежните се дека преку така наречениот израелски модел кој се практикува во неколку земји, ќе се зголеми конкуренцијата и ќе се намалат цените. Од СДСМ обвинуваат дека граѓаните се соочуваат со нови ценовни шокови во маркетите и продавниците. Бараат власта веднаш да ги прифати нивните предлози кои ќе значат вистинско намалување на цените и покачување на платите. Маслото за јадење е покачено од 89 на 92 денари. Млекото над 72 денари. Покачени се цените на јајцата, месото, сирењето, соковите. Средствата за хигиена поскапја дури и за 60%. Граѓаните имаат се помалку пари во своите джебови. Ова е резултат на трајно погрешна економска политика на владата. Реагира од ВМРО ДПМН. СДС нема мерка до каде може да оди со неговото лицемерие. СДС може би заборави, но СДС е тој кој за време на неговото владење го покачи ДДВ-то од 5 на 10% на околу 1500 прехранбени производи. И откако поскапи 1500 производи, сега лицемерно бара негово укинување на околу 200 производи, кој нема да има никаков ефект врз цените. Да се грижеа СДС за граѓаните и за нивниот стандард, немаше да ја плячкаат државата и да ги уништуваат сите пори на општественото живење, се вели во реакцијата. Скопјанецот со тежок инвалидитет Бранко Миленковски, кој се соочуваше да стане бездомник, сепак ќе продолжи да живее во пензионерскиот дом во Чаир. По историјата на Канал 5, Скопјанецот доби нова шанса од ПИОМ, но со обврска да се придржува до правилата во домот. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Бранко Миленковски останува да живее во пензионерскиот дом во Чаир. По направената сторија на Канал 5 дека Бранко ќе остане без покрив на главата,
бидејќи според управникот на домот, Бранко го нарушил јавниот ред и мир во домот, првиот човек на ПИОМ Никола Мемов ја разгледал жалбата на Милинковски и го продолжил договорот со опомена во иднина да се внимава на куќниот ред, а оние кои доаѓаат во домот и му помагаат на Милинковски, кој заради инвалидноста е во инвалидска количка, да доаѓаат во соодветно време, кога не се нарушува мирот и на другите станари. Наместо раскинување на договорот за користење на станарско право, ќе се изрече мерка опомена, затоа што имаме веќе индиции дека имало нарушување на купниот ред и мир. Не станува збор за приватни станови, туку станува збор за институционална форма каде што се користат тие станови под одредени услови и критериуми кој може и на кој начин да ги користи тие домови. Сторијата со Милинковски ги отвори прашањата за кои се живее во овие пензионерски домови и дали сите станари ги исполнуваат условите. Првиот човек на ПИОМ Мемов објаснува дека со неколку станари во домови низ Македонија имаат и судски спорови, бидејќи не исполнуваат услови во договорот за закуп. Прво, да се утврди статусот кои корисници не ги исполнуваат условите согласно правилникот. Имаме болни лица, имаме лица кои не можат да се грижат сами за себе и сами да го одржуваат станот. И во соработка со Министерството за социјална политика ќе им помогнеме на тие лица да се префрлат во други институции соодветни за нивното здравје. Ќе ги провериме сите договори на корисници. Во Македонија има вкупно 14 пензионерски домови, каде живеат 417 луѓе. Услов да се потпише закуп на стан во пензионерски дом е лицето да има ниска пензија и 5 години да нема имот на негово име. Колку новите технологии и прекумерното користење на англискиот јазик и децата влијаат на одржувањето на стандардниот македонски јазик? Дел од логопедите и наставниците алармираат на зачестената појава кога децата имаат проблем со изразувањето на мајчиниот јазик на сметка на англискиот. Маја Стојановска. Се повеќе во секојдневната комуникација меѓу децата и младите можат да се слушнат англиски зборови за сметка на се посиромашниот речник на македонски јазик, алармираат логопедите и наставниците. Децата многу често уште од најрана возраст се изразуваат со мешање на македонскиот и англискиот јазик, а неретко се случува и првите зборови да им се токму на англиски јазик. Сметаат дека тоа се должи на прераното користење на ТВ екраните и паметните уреди, каде децата со часови на YouTube гледаат содржини најчесто на англиски јазик, но понекогаш и од желбата на самите родители, нивното дете да го владее странскиот јазик од најмали нозе. Посебно изложеността на Baby TV или да речем на некои цртани од YouTube каналите што ги пуштаат децата, секако англискиот е многу полесен за меморирање отколку македонскиот, затоа што самите зборови се пократки. Јас би рекла да не пуштаат воопшто телевизија, односно екрани барем до втората година на одразвојот на детето, затоа што во тој период интензивно се учи македонскиот јазик и кога децата би били изложени на мајчиниот, полесно би било да го совладаат. За подоцна, нели, да нема потреба од нас, би рекла. Не ми текнува како беше зборчето на македонски, е реченица која се почесто ја слушаат и наставниците. Тие велат дека учениците сами создаваат средина во која преовладува англискиот јазик, најчесто поради актуелните трендови на социјалните мрежи, со што го губат својот јазичен идентитет, за кој свеста треба да започне од најмала возраст од домот, а наставниците да се трудат што повеќе да ја негуваат во образовниот систем. Во говорот на учениците секојдневно забележуваме мешавина од англиски и македонски зборови. Воедно и самата синтакса е сосема нарушена. Учениците бараат превод и објаснување на зборови за кои се очекува да ги знаат според нивната возраст. Секако дека ни е познато како дојдовме до оваа состојба, меѓутоа ни останува да продолжиме да се бориме и да научиме да си го цениме јазикот. И логопедите и наставниците со апел да се создаваат повеќе книги, интерактивни игри, но и цртани серии и интернет содржини, кои од најрана возраст дополнително би ги поттикнале најмладите да го употребуваат и приоритизираат мајчиниот јазик. Дирекцијата за радијациона сигурност одбележа 20 години од своето постоење. Станува збор за државно тело кое е задолжено за контрола на изложеноста на радијација и уредување на овој сектор преку издавање и контрола на лиценци за работа.
Од дирекцијата посочија дека изминатите години имаат клучната улога на контрола, надзор и лиценцирање на сите активности поврзано со јонизирачко зрачење, вклучувајќи медицински, индустријски, образовни и истражувачки апликации. Изминатата 2024 година издадени се вкупно 237 лиценции и дозволи на стоматолошки ординации, радиотерапија, радиациона рентген диагностика, нуклеарна медицина, производство на радиофармацевтици, како и индустријска радиографија. Изминатата 2024 година има спроведено 151 редовна контрола, 22 вонредни контроли и 51 контролирана контрола, односно на веќе издадени дозволи. Од вкупниот број на извршени инспекции, кај 61 правно лице е најдена неправилност, со нив се постапува. Само вистина во продолжение на Канал 5 вечерва со Елизавета Галевска и незините гости. Останете со нас.